Бајерн Мюнхен на пресконференција го представи новиот тренер Пеп Гвардиола. Шпанецот и официјално го презема кормилото на баварскиот тим кој минатата сезона под водство на Јуп Хенкес ја освои тројната круна. Представувањето на Гвардиола предизвика големо внимание во медиумите, а општо задоволство настана кога Пеп Гвардиола на присутните им се обрати на германски јазик. Ова е еден од најдобрите клубови на светот и за мене е своевидна награда што сум тука. Моето време поминато во Барселона беше прекрасно, но сега сум подготвен за нови предизвици, изјави Гвардиола. Тој наведе и дека ќе му биде потребно одредено време да се запознае со Бундеслигата, иако гледал да останат превари. Челниците на клубот од Алианц Арената, Карл Хајнц Румениге и Ули Хенес истакна дека Гвардиола е одличен избор за баварскиот клуб. Ова е голема приказна за Бајерн, а да се има Гвардиола во клубот е добро и за Бајерн и за Бундеслигата, изјави Румениге. Хенес дополни дека го запознал Гвардиола во Њујорк и дека 5 минути подоцна знаел дека е совршен тренер за Бајерн. Челси постигна договор за трансфер вреден 58 милиони евра за Едисон Кавани. Согласно за тоа дал Рафаел Бенитес, но од Наполи нема да го објават трансфер додека не најдат замена за уругваецот. Кавани ќе заработува 8,5 милиони евра годишна плата плюс 100% од продажбата на највачките реквизити за неговото име. Интерес за Кавани имаше и од Реал Мадрид и од Манчестер Сити, но Челси беше најконкретен во преговорите и прв стигна до неговиот подпис. Во неговиот договор со Наполи стоеше откупна клаузула од 63 милиони евра, но Наполи се согласи на нешто помала сума, нешто слично при ланскиот трансфер на Езекел Лавеци во Парис Сен-Жермен. Агентот на Кавани Клаудио Анелучи не го потврди трансферот, но и не демантираше дека се воделе преговори со Челси. Првиот ден на Вимблдон донесе голема сензација. Белгиецот Стив Дарцис го победи Рафа Надал и го направи најголемото изненадување на турнирот. Дарцис во 3 сета со 7-6, 7-6 и 6:4 го елиминираше победникот на Ролан Гарос Рафа Надал. На централниот терен пак, бранителот на титулата од 2012 Роџер Федерер без проблеми со 3-0 во сетови 6-3, 6-2 и 6-0 го соолда Виктор Ханеску. Енди Мари забележа победа исто така со 3-0 во сетови 6-4, 6-3 и 6-2 во мечот против Бенјамин Бекер, а Лейтон Хјуит забележа победа во дуелот со 11-тиот носител Станислав Вавринка. Марин Чилич и Жо Вилфред Сонга ги елиминира Маркос Багдатес, односно Давид Гофин. Кај дамите најголемото изненадување го направи Моника Пуи од Порто Рико, која со 2-0 во сетови 6-3 6-2 ја елиминираше Сара Ерани. Марија Шарапова славеше со 2-0 во сетови над Кристина Младеновиќ, а Викторија Заренка и препушти само 3 гема на Марија Жоао Келер. Ана Ивановиќ беше поуспешна од Вирџин Разано со 2-0 во сетови 7-6 и 6:0. Денеска продолжуваат надпреварите во машки и во женска конкуренција од првото коло. Втор пат поред Ауди победи на трката 24 часа Леман со хибридниот тркачки автомобил со Љуатро погон. Ова е продолжување на успешната приказна на најважната светска трка во издржливост. Победата ја остварија Дувал од Франција, Кристенсен од Данска и Мекниш од Велика Британија. 12-та победа на брендот со 4 прстени на Леман беше една од најтешкото извојувани досега. По промената на правилата кои беа направени кратко пред настанот, трите автомобили Ауди R18 e-tron Љуатро со едно полнење на резервоарот сега може да свртат 2 круга помалку од нивните ривали. Возачите на Ауди мора да ги компензираат дополнителните застанувања со најбрзи кругови на патеката и тоа го направија дури и при неповолни временски услови кои повремено беа исклучително тешки. Врнежите од дожд ја прекинуваат трката во моменти кога таа беше најдинамична. Лошите временски услови резултираа со бројни инциденти, а безбедносното возило се појави вкупно 11 пати. Победничкиот автомобил Ауди R13 возеше 24 часа без и најмал технички проблем. Дувал, Кристенсен и Мекниш го преземаа водството во саботата навечер во 21 часот и 43 минути и го задржаа се додека триумфално не ја поминаа целната линија во неделата во 15 часот. 90-то издание на 24 часа Леман беше засенато од фаталната несреќа која се случи кратко откако започна трката кај ГТ класата во која загина возачот на Астон Мартин Симонсен.